Подгответе се додека е време, од понеделник доаѓа вистинско зимо. Понеделник, кон крајот на денот, врнежите на планините и на некои повисоки места ќе поминуваат во снег, а во вторник времето ќе биде многу студено и ветровито со услови за проврнување на снег во пониските делови, особено во источните делови на земјава. Утринската температура во вторник се очекува да се спушти од -4 до 2, меѓутоа среда се очекува утринската температура да се спушти од -9 до -3, а дневната од -7 до 7 степени. Ова може лошо да се одрази на здравието на луѓето, особено на оние кои веќе имаат историја на кардиоваскуларни болести. Значи, покрај избегнувањето на ладните периоди на денот, секако треба заштитна облека, секако треба да се зголемат евентуално лекувањето во однос на дозите кои ги даваме хронично да ги примаат пациентите ако се во ризична фаза, на време да стигнат на лекар при првата инфекција и при првото разболување, за да на време се пресече ланецот на пренесување кон потешките органите кои го тоа поднесуваат потешко. А кога е ладно, ладно е за сите, па луѓето мора да мислат на здравието и на животните и на нивно загревање во услови на минусни температури. Сламата по правило ја зголемува температурата некаде до 3 степени, 2 до 3 степени во самите живеалишта, така да во сите живеалишта каде е потребно имаме доволни количества на слама и ставаме на животните простирка од 10 сантима до 15 сантима на слама во овој период, а како ќе фаќа времето поладно, така и ние ќе зголемиме и самиот волумен на слама кој што се наоѓа во живеалиштето. Добро е што барем дневните температури нема да бидат во голем минус, така што проблеми по посевите не се очекуваат. Ќе се створат добри услови со оглед на тоа дека почвената влажност ќе се подигне на оптимално ниво за раст и развој на семето кое што се наоѓа во почвата. Тоа значи дека нема никакви опасности од оштетување од евентуални зимски мразеви. Најавите за ниски температури, но и врнежи од снег сепак значат и официјален старт на скијачката сезона, а единствениот ски центар во регионот Пониква веќе на големо се подготвува за гости.